Дел од звучните кабареа и ноќни клубови во Охрид и Струга, познати по бројните концерти кои таму се одржуваа секое лето, оваа сезона нема да работат. Се откажале од угостителската дејност, бидејќи им било скапо спроведувањето на мерките согласно правилникот за заштита од пожари. Вонредните контроли покажале дека не го применувале доследно законот за заштита и спасување. Немале систем за автоматско откривање на пожари. Вратите се отворале на погрешна страна. Хидранската мрежа не функционирала во целост. И ова се занемарливи проблеми во однос на тоа што инспекторите го утврдиле, дека наместо со огнеотпорни, ѕидовите биле обложени со лесно запаливи материјали. Ние како институции не сме усогласени и ни се случуваат проблеми што ни се случија, пример од овој аспект. Од аспект на животна средина при општина Охрид, со цел да се намали бучавата на околните објекти, ги терет сопствениците да редат сунџери и да прават изолација. Од мој аспект тоа е недозволиво, затоа сунџерот гори секундарно брзо. И сега јас сум доведен во ситуација, тие го постелиле објектот со сунџер и јас сега ги терам да го постелат уште еднашка со огнеотпорен материјал КНАУФ, затоа што согласно правилникот за мерките, огнеотпорноста на таванот мора да биде минимум 30 минути, а на ѕидовите 2 часа. Вакви сериозни пропусти се воочени во голем број угостителски објекти во државава. За оние кои сепак ќе одлучат да работат, се ситни рокот од 30 дена, кои го имаат на располагање за да ги подготват сите плански документи и да ги спроведат сите мерки согласно правилникот за заштита од пожари. Со децении се прогледувал низ прсти при доделување на лиценците за работа. Некои објекти имаат, што се градени во квалитетни стамбени објекти, имаат таква квалитетна изолација. Меѓутоа, некои, да не спомнам имена, што се импровизирани, пренаменети од некои магазини во дискотеки, нема таква изолација. Со регулаторната гилокина тоа се укина, едноставно му се даваа лиценците без никакви проверки и се случи ова што се случи. Значи, најитно е пак да се усогласат законите. На 6 угостителски објекти им се изречени парични глоби и се привремено затворени до исполнување на задолженијата. После спроведените контроли, совеста проработи кај сите, велат од Дирекцијата за заштита и спасување. Уверени дека летово сите угостителски објекти кои ќе работат ќе ги исполнуваат сите противпожарни мерки и ќе бидат безбедни.